Процедурални забелешки, препукувања и довикувања, кавга и малку суштинска дебата во собранието. Долг и тензичен ден откако продолжи процедурата за измени во законот за влада. Укинувањето на техничката влада е пред пратениците, а амандманите се пуштени во комисиски филтер, но дебатата најпрво изостана на сметка на бројните паузи. Колега пратеник, ве разбирам, тоа не е по моја волја, во моментов се одвиваат комисии во сите условите кои што констатирам дека предлогот на пратеничката Јованка Тренчевска не е усвоен. Воспоставете ред. За продолжението ќе ви известиме накнадно, а во меѓувреме ако има просторни услови ќе закажеме во друга. Срам да ви е. На цело мнозинство срам да ви е. Лидерот на социјалдемократите Филипче денеска упати ултиматум до премиерот Мицкоски. Власта да го повлече законското решение или СДСМ ќе повлече други политички потези. Според опозицијата, само техничката влада е механизам кој овозможува фер и демократски изборен процес. Пржинската влада е плод на меѓупартиски договор и консензус и само така може да замине во историјата, смета Филипче. Доколку денеска овој закон помине на комисија и власта продолжи да ја тера собраниската процедура, нашата пратеничка група се повлекува од работната група за работа на изборниот закон. Овој закон за влада и укинување на пржинската влада мора власта да го повлече. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Од мнозинството возвраќаат дека опозицијската СДСМ и актуелното раководство бараат алиби за идни изборни порази. Гледаме дека СДСМ намерно бойкотира и ми изгледа дека си прави алиби за следниот пораз. Знаат дека би доживеале пораз и на следни избори, без разлика кога и да се одржат, и сега треба да се создаде клима дека не е виновно раководството на СДСМ, дека се виновни некои закони, некои технички услови, некои флоскули кои што ги слушаме во изминативе 2 години откако господинот Филипче е начело на политичката партија СДСМ. Опозицијскиот Европски фронт од албанскиот блок поднесе бројни амандмани на законот за влада. На почетокот на Комисијата за политички систем, тие имаа забелешки дека нема услови за одржување на седница на комисијата во салата, а по продолжение на истата ги образложија амандманите и изразија сомнеж за намерите на власта. Дали власта ги консултираше Европската унија и Соединените американски држави пред да ги донесе овие предлози? Докажуваме дека нема никакво уставни, законски и деловнички основи за да се пристапи вакве некои измени. Нашите стратешки партнери за едно вакво законско решение се консултирани. И ако не верувате на нас, повелете, имате можност да пишувате писма. Не треба многу, 100, 200, треба 2 до амбасадите овдека да се обратите и да видите дали е тоа така. По Комисијата за политички систем, измените на законот за влада треба да го поминат и филтерот на законодавно-правната комисија во собранието. Истата беше закажана за денеска по првата комисија, но на собраниската веб страница веќе има најава дека таа сепак ќе се одржи утре. Покрај измените за укинување на пржинската влада, на комисија е ставен и законот за пратениците, тие да не можат да имаат двојни државјанства. СДСМ бара таквата регулатива да се преслика и да важи и за министрите, и за другите именувани функционери.